Ева на нашиот чанк овде е Дени Илиев, момчето кој што од третолигишот Беласица премина во лондонски Арсенал. Добро дојде повторно назад во Струмица. Дени, како си? Добро, се чувствувам добро да видам назад повторно во Струмица. Чест ми е што сум гостин овде во вашето студио. На мене уште поголема чест ми е што си ти овде денес на нашиот чанк, затоа што ти си една од нашите идни големи звезди кои што произлегува од нашата била Струмица. Да те прашам, ти порано се врати во Струмица, имаше некоја повреда, така? Да, имав повреда, се оперирав. Бев на дотренет околу 5 месеци, кој што бев принуден да се дојдам малку порано од сезоната кој што завршува. Тука сум веќе месец дена, се рехабилитирам од таа повреда кој што и треба малку поголем одмор, со тоа воспаление да се повлече и се надевам дека сето тоа сега ќе ми помогне и кога ќе се вратам назад во Лондон нема да има никакви проблеми и ќе бидам спремен да дадам 100% максимум. И да влезеш нормално во првиот тим на Арсенал конечно и да застанеш меѓу стативите, да ги замениш сегашните голмани кои што се многу слаби, да признам, на Арсенал, но тоа е добро нормално за Манчестер Юнайтед, така? Затоа што тие завршија четврти, а ние малку погоре од нив. Добро, тоа е една сезона, инаку не ти пречи нели тоа што не ми смета. А? Не ми пречи, морам да им кажам исто така на цела јавност дека сме многу подобри од вас. Арсенал? Многу подобри. Добро, ќе видиме, ајде, нека новата сезона нека каже. И ева, ајде да почнеме од почеток. Ти од трета лига настапуваше во Струмичка Беласица, колку сезони настапуваше? Па, не знам, што кога почнав од мал игра, почнав со Беласица и до 17 години. Како успее еве некој скаут на Арсенал да дознае за твојот квалитет и да те донесе таму во Лондон? Како се случи таа приказна? Како почна тоа? Кој е тој човек кој што го направи ова што сега си ти веќе дел од Арсенал? Тоа на цела јавност им беше чудно на почеток, како некоја фантазија исто и на мене. Нормално кога слушнав дека Арсенал е во прашање дека сака да ме гледа и да ме земе во нивните редови, беше навистина чудно. И тоа ми беше како некоја фантазија која што не можев да ја поверувам. Тоа се случи кога јас бев со репрезентацијата на Македонија до 17 години овде во Струмица. Игравме против Турција, Шкотска и уште една не ми текнува како која беше. Васко Георгиев, благодарение на Васко Георгиев со добра соработка со скаутот од Грција кој што работи за Арсенал, Лакис Папајано, даде препорака дека во Струмица имало добар голман кој што веќе не е тука. Дојде да ме гледа со репрезентацијата, за моја среќа и благодарение на Васко уште еднаш сакам се благодарам на Томи Пандев, на сите тие што ми пружија голема помош да бидам таму кај што сум. Јас бев играш на надпреварот. После тоа се случи да одам на проба во Атина, на Арсенал, во кампот на Арсенал на 4 дена, кој што дојде тренерот од Арсенал, главниот тренер на Арсенал на голманите, Тони Робертс. Трениравме 2-3 дена и ми кажа дека ќе се видиме во Лондон, после се вратив во Лондон, се вратив во Македонија, бев тука некој известно време, се спремав за таа проба, се вратив во Лондон заминав во Лондон на проба кој што требаше да биде една недела. После луѓето од Арсенал ми кажа дека сака да останам уште една недела. Останав уште една недела, на предпоследниот ден се повредив на зглобот, кој што бев повреден околу 3 месеци. Се вратив овде на рехабилитација. После месец време, тоа беше август, веќе на крајот на предниот рок, добив понуда за уште една проба. Таа да биде финалната проба, дали јас ќе останам во Арсенал или нема да останам. Заминав во Арсенал, таму бев 2-3 недели, играв 2 надпревари, кои што ги избрнев добро и последниот ден, 30 август, предпоследниот ден, Арсенал дојде и ми кажа дека сака да остана во Арсенал и тоа ми беше. Арсен Венгер мислиш? Не дојде Арсен Венгер, дојде координаторот на школата на Арсенал и ми кажа добре дојде во Арсенал, кое што тоа за мене беше еден голем сон. Не можев да го поверувам, го замолив тоа да го повтори. За Арсенал, кој бе твоите фаворити? Да бидам искрен, јас највел за Ювентус само поради Буфон. Буфон е мојот идол, кој што јас него се уште го следам и учам некои работи од него и се трудам да ги применувам на терените за да бидам само подобар и подобар. Има некоја посебна техника тој, нешто? Секој голман има различна техника, различен начин на бранење. Јас имам различен начин на бранење, но тоа што гледам дека е добро и дека можам јас да го подобрам, се гледам од него, од други голмани. Ти помагаат таму останатите голмани, оние кои што бранат во првата екипа? Нормално, јас тренирам со првата екипа и Шчезни, Оспина, некогаш со разговор, некогаш ако направам јас некоја грешка или нешто што мисли дека можам да го подобрам, ми го укажува и тоа е добар совет за мене. Затоа сум и подобар секој ден и тоа го прифаќам. Да, тие ми помагаат многу и затоа сум само секој ден подобар. Кога стапна на Емирати на стадионот, какви беа импресиите? Се расплака?
Не се расплакав, но ми беше чудно. Гледав наоколу, се трудев да поверувам самиот себе каде што сум. Сепак Арсенал, Емирати е еден од најдобрите стадиони во светот. После Олд Трафорд, да, добро. ми беше малку фантазија, како што кажа. Колку е капацитетот околу? 6.000. 6.000. И се наполни на некој што е стадион кога еве ти имаше настап за вториот тим? Не е бил никогаш полн, ама имало околу 10.000 до 15.000 публика кога игравме против ЦСКА Москва на Емирати, Лига шампиони, и тие 10-15.000 луѓе кои што беа таму се чувствуваше стадионот навистина празен, дека е многу голем. Да, затоа што е доста голем. Но беше добра, атмосферата беше добра и тоа е тоа. Го запозна големиот Арсен Венгер. Да, го запознав кога Каков човек, ајде да ми кажеш малку повеќе за него, за сите оние луѓе кои што настапуваат во Арсенал. Тие се големи професионалци кои што се посветени на таа работа, и Арсен Венгер е човек кој што знае добро да делува на секој играч психички, да го мотивира и да го спреме за секој натпревар. И како што кажав, посветен многу професионално на неговата работа, и затоа Арсенал е тој таму кај што е, произлегуваат многу играчи. И благодарение на него, цела таа екипа до сега каде што е стигната, е успех негов, кој што излегува многу играчи, и така да јас се надевам дека наредниот голман, како Щежни и други голмани кои што излегуваат таа школа на Арсенал, се надевам дека неговата одлука што потпиша во Арсенал ќе го оправдам во наредните години. Значи, очекуваш во секој момент да те повика да застанеш меѓу стативите на првиот тим? Па тоа така лесно не бидува. Прво мислам дека треба да одам на позајмица, што е нормално да стекнам некој искуство. Има веќе некои такви... Има неколку понуди, но сега е прерано да се зборува за тие понуди, затоа што морам прво да се вратам во Лондон. Се надевам дека таа повреда е веќе санирана и сето тоа е зад мене. Не чувствувам некои болки. Фала му на Бога, и сега кога ќе се вратам, припремите да ги завршам добро, да се спремам, да влезам во тој ритам, во тоа темпо, во таа форма која што јас се замислувам и знам кој сум и колку можам да бидам добар, па потоа се надевам дека што побрзо ќе застанам на голот на Арсенал и ќе бидам. Каква е разликата, еве да опишеш од овдека нашите, ајде за условите да не зборуваме, тоа е веќе огромна разликата. Меѓутоа еве советите кои што ги добиваше претходно овдека од нашите тренери, и таму како функционира начинот на тренирање. Види, темпото на тренинг начинот на тренинг е многу побрз, многу потежок, кој што треба целиот тренинг да бидеш фокусиран и да мислиш како можеш само да бидеш подобар и таа топка да ја зачуваш од твојата мрежа, да не влезе во голот. Навистина е тешко, затоа што, како што кажав, тие играчи се со на највисоко ниво кој што може да направат нешто кој што ти не го очекуваш. И како што кажав, е тешко, јас се трудам да бидам добар, да покажам колку можам за да застанам на голот на Арсенал. Кој од тебе од играчите на Арсенал така посебно веќе се зближивте, се сплотивте, кој што е звезда нормално? Ние сме сите таму како една фамилија. Добро се дружиме, добро се знаеме, заедно јадеме на тренинг кампот на Арсенал, заедно тренираме, се смееме, уживаме во нашите моменти кои што ги минуваме таму. Најдобар сум со Чежни, Чиру, Вилшер исто така, и со сите сум добар, но морам да издвојам некој кој што сум многу поблизу. Така посебно, Да. И Лондон, еве како град кога замина таму, како се адаптираше, огромен град, излегуваш таму во ноќни клубови, ти даваат да го правиш тоа? Дали излегувам во ноќни клубови? Не, да бидам искрен, немам толку време да посветам време на... Цела сезона немаш никогаш време да посветиш никогаш? Не, затоа што од понеделник па се до недела јас сум зафатен, од сабајле до 3 до 4 часот сум на тренинг кампот, кој што цела моја енергија и цело моје време го посветувам на фудбалот. Јас сум во Лондон да успеам и да станам голман кој што посакувам да бидам, а не да излегувам по ноќни клубови. Некогаш може да излеземе на некоја вечера, но тоа е многу ретко, затоа што, како што кажав, утре дента треба да бидеме свежи, да дадеме 100%. Ја посетуваш некои знаменитости на Англија, еве па тие познати Биг Бен, Лондон Ај. Не, освен еве тие што се во Лондон, така Карбут пазар го имаш посетен. Не сум бил таму, не, ако сум бил ти, не сум бил јас. Добро е таму, добро е.
Следниот пат кога ќе дојдеш ќе ми кажеш. Не знам каде точно, има различни места во секој град каде што се прави тоа. Тоа е некој пазар кој што луѓето реновираат дома и она што им е непотребно го продаваат за некои доста ситни цени, чисто да поминат тој ден да се напијат и да каснат. Не сум бил таму. Некој интересно така, повеќе за забава има и музика, нешто, не знам, тоа англичани го прават тоа веќе многу години. И јас чисто така го напомнав да те прашам дали си прочитал на едно такво нешто. Меѓутоа без разлика, еве, не си бил, затоа што и срамно е таму да се појави Дени или еден таков пазар, тоа исто како на Зелен пазар или на Шакадум сега. Не, малку е поразлично, друга е приказната, меѓутоа сепак тука некаде како пример го дадов тоа. Освен тоа што еве професионално се занимаваш постојано си таму, настапуваш за резервниот тим, има нешто друго еве кое што работиш доста интересно, кој се го најде како нешто како занимација посебно? Па не види, јас како што кажеш, до 3-4 само тренинг дома, тренинг дома. Па таа е мојата работа. Јас сакам целосно се посветам на мојата работа. Спиеш, јадеш, тренинг дома. Кога ќе се вратам од тренинг, може да слушам малку музика, да гледам некој филм, да се дружам со. Не си бил на некој со... концерт таму, па има доста настани, треба да прошеташ. Треба да прошетам, но како што кажав, тие концерти лани минатата година беа летово. Имаше гостин пред известно време таму во Лондон. Имав гостин, Мусчер. И ми беше мило малку за таа позитивна енергија, за да се разбие таму монотонија која што е таму, ама ми е интересно сепак. Имам гости доаѓаат, се што се прошетувам помалку, но како што кажав, целото мое време посветено само на фудбал, сепак јас го барам успехот во фудбал. Има македонци кои што доаѓаат на твоите надпревари таму? Имам доста пријатели кои што доаѓаат на моите надпревари, ги следат и ми е често што ќе видам некој македонец таму на Емиратите. Говее македонското знам. Има некој говеат македонското знам. Има некој посебен надпревар кој што сега се сметаш за еден од твоите најдобри надпревари кој што си ги одбранил. И еве посебно така си горд на тој надпревар што си го одработил на највисоко ниво. Па најдобриот надпревар кој што го имам избрането, морам да кажеме дека тој надпревар кога бранев и кога бев на проба, па и затоа останав. Имам доста добри игри. Имаше некои проблеми, затоа не може сега да се покажеш, затоа што велиш постојано. Знаеш колку тешко е да излезеш од ритмот, кога ќе одиш на припреми и кога ќе го постигнеш формата во која што си најдобар. И само во ден си само подобар и секоја утакмица да земаш таа голема самодоверба која што те прави подобар и посилен. Јас се пресеков со таа повреда која што како што кажав, морав да бидам надвор целите 5 месеци и сето тоа ми требаше после малку време да се вратам, адаптирам за разлика од другите играчи кои што беа во истата форма и само одеа напред и напред. Јас пак почнав од нула и се враќав и се трудев да се вратам во таа форма која што бев, но ми беше малку тешко. За моја среќа беше крајот на сезоната, еве сега заврши се добро, сега од новата сезона со нови предизвици, со добра форма, без повреди, се надевам дека сето тоа е веќе зад мене и ќе бидам само подобар и подобар. Не ти е тежок начинот на живот кој што го има во Лондон, затоа што се работи за огромен град кој што за да се стаси од едно место до друго место е потребно доста време. Не, живеам многу блиску до тренинг кампот, на 5 минути со кола, затоа и го земав тоа место, е на страна, на мирно место, каде што можам добро да се одморам. И не ми е далеко од тренинг кампот, не ми треба многу време за да стигнам. А повик од нашата репрезентација имаш добиено за нашата Да, јас сум голман до 21 година на репрезентацијата, веќе таа ми е втора година. Но искрено да кажам дека очекувам повик во селекција, кој што мислам дека го заслужувам. Тоа сакам да те прашам за селекцијата. Мислам дека го заслужувам, но сепак не сакам многу длабоко да навлегувам на таа тема. Јас сакам длабоко да навлезеш, сакам да слушнам еве какво е твоето мислење за нашата македонска репрезентација во овој момент што тоа сето се случува, имаме доста неуспеси, одиме назад наместо напред. Така е. Ние сме Ајде едно стручно гледање од твоја страна, затоа што ти си професионалец и ја работиш таа работа и треба нормално да си го каже своето мислење, затоа што ако продолжиме така да молчиме, ќе тонеме и ќе тонеме и ќе тонеме. Јас не сум тој што може да го смени фудбалот, но еве ќе дадам едно моје мислење кој што барем се надевам дека е правото. Ние сме Македонија, ние сме држава која што не располагаме со толку големи играчи како другите држави, како на пример Шпанија или Англија. Дали имаме и сега 2 милиона? Дали имаме и 2 милиони, да, така е. Имаме неколку играчи кои што знаат да направат
да издвојат во играта која што игра Македонија, но сепак ние сме Македонија и некогаш јавноста многу очекува од нас, кој што мислам дека тоа ни ствара притисок на самите играчи. Ние се трудиме да го дадеме најдоброто за нашата држава. За секоја држава, секогаш кога го носиш националниот дрес, нормално е дека сите очекуваат на најмногу да дадеш за тој дрес. Но сите тие треба да ги знаат квалитетите на нашата репрезентација. Јас мислам дека тука е до селекторот, до стручните штабови, до ФФМ општо, затоа што еве постојано прават некоја политика на подмладување, меѓутоа ги испрлат оние најдобрите фудбалери кои претходно дале многу повеќе и можат се уште да дадат и да пренесат искуство еве на помладите. Мислиш дека не е тоа голема грешка што еве за македонската репрезентација се испрлени Горан Пандав, Горан Попов, Аца Стојков и да не ги набројувам порано кои што настапува стандардно за. Види, јас ќе кажам за нашата репрезентација да има успех, точно тука има влијание и селекторот и целиот стручен штаб, но главните кои што ја водим играта и што го правиме резултатот сме ние играчите. Значи кога некогаш нешто ќе се случи или нема да ни оди, треба да се погледнеме ние самите, да се завртиме и да кажеме чекајте, не е до никој, ние сме тие криви што не сме стигнали до тој резултат. А за Горан Пандев, за Горан Попов, за Стојков, не знам селекторот си има своји планови, они си знаат најдобро, не сум слушнал, не сум разговарал, ниту сакам да навлегувам на таа тема затоа што мислам дека не сум јас тој што може да ги врати нив назад во националниот тим. И што се однесува нормално до твојата позиција, очекувам во секој момент веќе да застанеш на меѓу стативите на селекцијата на Македонија, па да видат кој е Дени Илиев и колку е квалитетен. Го очекувам тоа и јас и ќе им покажам на сите тие. Се надевам дека еве како што рече ти ќе бидеш нели нормално поземен да се искалиш, да дојдеш до поголемо искуство во некој останат клуб, се надевам нема да биде од она првата англиска лига или практично втора лига како што може да се каже, како беа Англија 1, Премиер лига, Чемпионшип, Лига 1, Лига 2, конференц. Тоа сакав да кажам, гледаш да сум толку запознат, затоа сте тука ево да ме поправиш, па ќе бидеш ево во Премиер лигата во некој од пославите клуб, па таму да се покажеш тоа, мислам дека ќе ти биде голема школа. Има нешто на повидо кој што е речено, сакаш брано е да се зборува, но нешто. Не, имаше некои понуди кои што јас уште мислам дека е прерано за да разговарам со нив, исто и Арсенал. Првото моја замисла е сега да се вратам во Лондон, да останам во Арсенал, да ги одработам сите приpremi. Сега почна новата сезона. Сега почнува за една недела, се враќам таму, кои што не почнуваат припремите, сезоната не почнува во август. И како што кажа да се вратам во Арсенал, мојата цел е да останам во Арсенал, па не знам, може ќе се случи некое чудо да останам во Арсенал без да одам на некоја позајмица. Дошло во Юнајтед, еве Дегеа сега можеби ќе замине во Реал Мадрид, еве го новиот Дегеа. Јас сум играч на Арсенал и сакам да останам во Арсенал до крајот на мојата кариера. Лажи сега, ако те повикаат, нема да прифатиш. Ќе видиме тоа, ама го кажав мојата. Не е напорно тоа, еве во Англија мислам дека имаат најгуст календар на надпревари. Играат Премиер лига, играат FA Cup, Carling Cup, тоа се доста надпревари. Мислам дека дури доста малку имаат еве фудбалерите време за приватен живот. Тоа не пречи, не ве испреморува. Имаме доста надпревари, да, имаме Лига шампиони, купови, Лига. И тоа плюс, да. Да, и плюс репрезентација од целата таа година и затоа доаѓаат тие повреди, еве. Мојата повреда дојде од напорни тренинзи, од многу утакмици и како што кажат, некогаш се чувствуваме доста уморно, кое наместо да имаме некогаш 1 или 2 дена одмор, ни даваат 3 дена одмор, 4 дена одмор за тоа тело да се повреди, да се рехабилитираме и нашите мускули, нашето тело да биде повторно 100% спремно да го даде максимум. Да, доста е напорно, но со сето тоа добро се справуваат другите играчи. За жал, еве таа прошлата сезона на мене јас имав некои проблеми, не само со таа операција, имав проблеми и со рамото, како што кажав, сето тоа се надам дека ќе биде зад мене, со новата сезона, со нови желби, нови. Ќе да видам позади тебе, да, нема ништо позади мене, сега само напред гледам и така. Како те прифатија еве фановите на Арсенал, та бодрата, како го знаат веќе твоето име? Да, го знаат моето име, се продаваат дресови. Поддршката од највачите на Арсенал ја имам, поддршката од целиот клуб од Арсенал имам, поддршката од моја фамилија имам, сето друго останува на мене. Само додам напред. Ја знаја Македонија кога стаса таму, знаја за која земја станува збор. Некој знае, некој не, но сега сум убеден дека те прашува каде е тоа. Некој ме праша дали е близу Америка, викам да. Малку поблиску до Америка. Малку поблиску.
Дени, јас ти благодарам и се надевам дека ќе браниш твојата премиера во првиот тим на Арсенал, ќе имаш токму против Манчестер Юнајтед, затоа што можеби првите два голмани ќе доживеат некоја повреда или суспензија, еве ти тогаш ќе застанеш и тогаш ќе дебитираш, пушти еден гол барем. Не можам тоа да го направам. Морам само да бидам најдобар за да останам. Значи, мораш да го направиш тоа, еве памти го мојот спор. Еден гол, нека победи Арсенал, меѓутоа твоето деби еве нека биде на тоа. Јас така сакам да се случи, еве твоето големо деби конечно за првиот тим на Арсенал да биде на преварот со Манчестер Юнајтед. И да бидам играч оваа сезона. И да бидеш играч на преварот. И следниот пат кога ќе разговараме, јас ќе бидам број 1 на Арсенал. И ќе ми дадеш еден дрес од оние играчи на Манчестер Юнајтед кои ќе ги разменуваат дресовите кои ќе сакаат нормално затоа што си играч на преварот да го разменат со тебе. Ти благодарам уште еднаш, ти посакувам многу успех и се гледаме наредниот пат повторно во Струмица, можеби ние ќе дојдеме до Лондон. Благодарам на вас и ве чекаме во Лондон да направиме таму некоја емисија.